Продолжуваме со комуникацијата со Државната изборна комисија. Ние како влада така и почнавме од самиот почеток. Разговаравме за сите тековни активности на Државната изборна комисија, на она што како влада можеме да помогнеме нели со новите ситуации кои што се исправени пред Државната изборна комисија. Имавме доста конструктивна средба на обострано задоволство. Договоривме одредени идни чекори кои што владата треба да ги направи во поддршка на Државната изборна комисија, се со цел нели да се спазат сите рокови за организирање на фер и кредибилни избори. Од членовите на Државната изборна комисија добив уверување дека дополнителниот тајминг кој што е добиен со поместување на рокот за одржување на изборите е доволен за да се постигнат се што е обврска на Државната изборна комисија. Ние како влада и сега го делиме ставот дека оптимален рок и реален рок за одржување на избори беше 24 април и реално можеше да се постигне се за фер и организирање на изборите, меѓутоа апелирав поместувањето на рокот на изборите да не влијае да го чекаме крајниот рок за исполнување на сите обврски, да си ги завршиме врските многу пред тоа, со што ќе влијаеме дополнително на стварање на позитивна атмосфера и амбиент за организирање на изборите. Според она што го чувствувате, има ли услови за исполнување на рокот 5 јуни за одржување на изборите? Да, значи условите апсолутно ќе бидат, има услови за организирање избори на 5 јуни. Значи веќе денеска завршува процесот на валидација на базите, може да почне со вкрстувањето на базите, значи уште од самиот денеска или евентуално најкасно утре. IT експертите кои што ги има ангажирано Државната изборна комисија предвидуваат тоа вкрстување да трае од 7 до 10 дена, потоа нели следи теренската проверка, што значи дека имаме многу известна ситуација дека на време ќе биде прочесен избирачкиот список. Дали сте вие задоволни со динамиката на работата на Државната изборна комисија? Дали добите уверување дека прават се да се прочисти избирачкиот список или мислите дека тие забавуваат? Значи, мислам дека Државната изборна комисија се труди да направи се. Моje мислење е дека може да оди со побрзо темпо, затоа и настојувам да имаме честа комуникација, барем во тој дел што можеме да помогнеме да не чека и на дневна база да ги решаваме работите. Како и да е, од овој состанок јас имам уверување дека ќе се постигнат сите потребни услови за одржување на изборите. А кои се следните чекори кои ги споменавте дека владата ќе ги презема? Значи сега разговаравме, Државната изборна комисија има потреба одредени спроведување на јавни набавки за логистика, набавка на компјутери, слични работи. Значи за тоа се потребни одредени рокови, за да не се губи време во спроведување на јавни набавки. Им понудив да сето тоа што можеме како влада да го помогнеме, да го отстапиме на Државната изборна комисија, за да не дојдеме во ситуација да не може Државната изборна комисија да функционира ради одредена логистика. И побарав цел список од Државната изборна комисија што е потребно да најдеме начин како тоа да биде решено со многу кратки рокови. Да, кадровското екипирање оди добро. Веќе се имат екипирано со одреден број на правници, имат ангажирано луѓе кои што работат на избирачкиот список, кои што се превземени од Заводот за статистика. Останува дополнително да се екипираат со IT инженери, кои што под предпоставка ако нема интерес на објавениот оглас, ние понудивме две варијанти со превземање на ваков кадар од државната служба или добив информација дека имало одредени луѓе кои што претходно работеле за Државната изборна комисија да се склучат одредени договори, тие повторно да бидат ангажирани во функција на Државната изборна комисија и да биде решен и овој проблем со овој профил на луѓе.